Градоначалникот на Кочани Радко Димитровски го прими синот на војводата Славчо Анастас Абазов од Софија, со кој оствари срдечна средба и му ги подари 90 тома од историските книги преведени на македонски јазик, проект на владата на Република Македонија, во кој учествуваше и самиот Славчо Абазов од Софија. И мене ми е задоволство, ми е драго што денеска како прв човек во општината имам тоа задоволство, таа чест да бидам негов домакин и да заеднички по втор, по трет пат поразговараме за оние тековни теми, да се подсетиме на историјата, да се подсетиме на неговиот татко војводата Славчо Абазов, бидејќи знаеме дека тој потекнува од овој крај, од Кочанскиот крај. И имав можност денеска да му ја представам и да му ја врачам комплетната едиција од историските дела кои што ги организираше владата на Република Македонија, значи историските книги, 80 на број, во кои што директно учествуваше и тој преку издавачката куќа Адвергум од Скопје. Ова е една порака дека не треба да ја заборавиме историјата, дека не треба да ги заборавиме нашите луѓе кои што од овде поттекнуваат, бидејќи секако дека тие допринеле за ова што го имаме денеска. Ова задоволство ќе го прошириме и понатаму и во секое време тоа е добре дојден овде во општината и ќе ми биде задоволство да бидеме негови домаќини. Самиот Славчо Абазов, кој е веќе во 9-та деценија од животот, се заблагодари за приемот и за безпрекорното издавање и превод на овие историски книги на македонски јазик. Аз съм много доволен од това, че Јас сум задоволен затоа што едно големо дело е реализирано и тоа за мошне кратко време. Идејата обемна е реализирана во целост. Сметав дека ќе излезат само оние изданија кај кои се решени авторските права, но издавачот се потрудил за мислата да ја реализира целосно. мислех, че ще се издаде съкратено. Контактите на последниот син на војводата Абазов продолжуваат со потомците и во Македонија. Най-големият мой брат Викенти Најголемиот мој брат Викентие се врати да живее во Кочани. За време на војната тој беше представник на нашето здружение Храно износ и тој беше специјалист по извоз на зрнеста храна во Струмица. По војната се запознал со Бојка Попова, се оженил и се вратил во Кочани. Има 3 деца со кои ние и денес ги одржуваме врските. представител на нашето Сдружение Храноизнос. Инаку Славчо Абазов на македонски и бугарски јазик ќе објави книгата на неговиот татко војводата Славчо Анастас Абазов, а подари мошне значени документи од архивата на војводата на Музеот на македонската борба, кои експонати се наоѓаат во витрините на музеот. Тој се заблагодари на градоначалникот Димитровски, на новинарот Киро Герасимов и на неговиот внук Славчо Абазов од Кочани за контактите и срдечната соработка која се остварува подолги години наназад.